Основите на дирижаблите ги запознавме. Ова е антинјут на диктекс. Логично. Дирижаво со нулта емисија на јаглерот, ова е нашата иднина. Здраво на сите, вие сте на каналот за дирижабли на новата генерација. Со вас е Јулија Шишкина. Говоревме за многу работи. За инвестиции, за финансии, за мотори. Но никако не можевме да стигнеме до дирижаблите. Тоа всушност е причината зошто сме на овој канал. Денеска ќе ја ликвидираме неписменоста. Ќе зборуваме за дирижаблите со човекот кој знае за нив, а можеби и малку повеќе. Ова е главниот конструктор на дирижабли Вадим Василиевич Зубкевич. Здраво. Здраво. Естествено, ќе ве испрашувам за дирижаблите, но прво сакам да го запознам гледачот со вас. Кои сте вие? Што работите? На што му се посветивте во животот? На кого сте учеле? Со што се занимавате? Со дирижаблите се занимавам веќе повеќе од 40 години и сето тоа започна уште во студентските години, кога учев на МФТУ именуван Бауман, тогаш уште го именуван Бауман, и така беше прифатено. Веројатно, и сега е прифатено, само не знам како сега е организиран образовниот процес, но тогаш, покрај учењето, покрај тоа што им се даваат знаења на луѓето, тие требаше да пробаат да ги применат тие знаења во различни области. Имаше студентско научно-техничко друштво, кое сакаше да се занимава со чиста наука. Тие таму под раководство на професорот се занимаваа со нешто, спроведуваа некакви истражувања, пишуваа некакви трудови. Имаше студентско конструкторско биро. И во тоа конструкторско биро имаше различни групи, кои се обидуваа веднаш да создаваат нова техника. И една од таквите групи се викаше ГИАЛА, група за проучување на аеростатичката летечка техника. Раководеше со неа Евгений Трофимович Мбајда и некаде по Олимпијадата во 80-та година, како студент на трета година, дојдов во оваа група и почнав да работам таму. И ние создававме мали некакви апарати, учевме нешто, разбиравме нешто, се изложувавме на изложби. Тогаш имаше такво всесојузно движење на научно-техничкото творештво на младите, се организираа изложби на научно-техничкото творештво на младите, ние учествувавме во нив. Потоа излегов на работа во Долгопродинското конструкторско биро за автоматика по завршувањето на институтот во 1984 година. Тоа беше единственото конструкторско биро во Советскиот сојуз за воздухопловната техника. Тоа значи сакате да кажете од студентските години сте во темата на дирижаблите? Да, секако повеќе од 40 години. Тоа значи дека нема да биде некоја умопомрачителна приказна, дека одеднаш ви дошла оваа идеја. Така беше замислено од самиот почеток. За замисленото не можам да кажам, но така се случи. Тоа значи дека стигнав таму, ме доведоа пријатели кои работеле таму и ми се допадна, останав таму. Вие сте редок човек, кој со тоа што го започнува својот кариерен пат, со тоа и продолжува цел живот. Не ви е досадно? Толку возбудливо. Не, знаете, па воопшто инженерското творештво само по себе е возбудливо и разновидно, има различни проекти. Секој проект, тоа е нов, сите започнуваат од чист лист. Создавањето е обична животна работа, но не можам да кажам дека цел живот се занимавам токму со воздухопловството. Имав период, некаде 14 години, кога се занимавав со подводна техника, но тоа е многу блиско. Пливаме во воздухот, пливаме под вода, тоа е слично. Само густината на средината е различна. Еве, инаку, зборувајќи за тоа дека секогаш се добива различен фронт на работа. Колку се различни дирижаблите денес и тие дирижабли кои се појавија пред 100 години? Воопшто, што е дирижабл пред 100 години и денес? Ајде да започнеме дури порано од 100 години. Воопшто, човекот прв пат полетал во воздух не на апарати кои летаат по динамички принцип како авион, хеликоптер, каде подигалната сила се создава со помош на налетувачкиот воздух, туку човекот сепак прв пат полетал во воздух на апарат кој работи на аеростатички принцип. Сите започнуваат со браќата Монголфија. Тоа е уште, извинете, Зваевек. Тоа значи дека во Зваевек човекот прв пат полетал во воздух, започнал да лета. Аксекс век, тоа воопшто беше ера на слободни аеростати. Тие беа многу развиени, луѓето многу летале. Еве, малку луѓе знаат, на пример, кога за време на франко-пруската војна пруските војски целосно го блокираа опседнаа Париз. Единствениот начин на кој опседнатиот Париз комуницирал со целата останата Франција беа слободните аеростати. Тоа значи дека луѓето летале и пренесувале некој, па не знам, известувања и информации за тоа. А само словото дирижабл, тоа е француско, буквално од францускиот јазик значи управуван.
Тоа значи дека имаше слободни аеростати кои, да речеме, летаат по волјата на ветерот. Тоа значи дека ние го избираме потребниот ветер, се подигаме во воздух, со помош на аеростатичната сила летаме каде што носи ветерот. Секако, ние го избираме ветерот каде да не носи. А со развојот на моторите, кога се појавија спомокни мотори, се постави задачата за тоа, а не да полетаме ли против ветерот. Тоа значи дека моќноста на моторите дозволува, во средината на 19 век почнаа да се појавуваат аеростатички летачки апарати со мотори, кои се обидуваат да се борат со ветерот и да летаат против ветерот. На почетокот, моторите беа многу слаби и брзините беа мали, 40 на час и 50, но напредокот продолжуваше. Класичната ера на дирижаблите е тоа. Периодот помеѓу Првата и Втората светска војна, кога беа изградени најголемите дирижабли во кои имаше најуспешни летови. Еве, малку луѓе повторно знаат дека човекот прв пат достигнал полот на што? Не на кучиња, не на авион, туку на дирижабл. Тоа беше, ако не ми изневерува меморијата, во 1927 или 1928 година. Тоа е експедиција со дирижаблот Норвегија. На дирижаблите кои ги изградил Нобел, тоа беа многу познати дирижабли. Но најголемиот домашен советски дирижабл Срв 6 исто така го изгради Умберто Нобеле, италијански специјалист. Под негово раководство беше изграден. За своето време, тоа беше извонреден апарат. На него се поставуваа рекорди за продолжителност на летот. Еднаш летал 130 часа во воздухот. Тоа е повеќе од 5 дена, можете да замислите. 5 дена во воздухот леталото. Никаков друг летал не може да направи нешто слично. Повторно да се подсетиме на ерата на Цепелини. Тоа значи дека најпознатиот апарат со цврста конструкција Цепелин, Граф Цепелин 127. Тој, по мое мислење, летал речиси 130 пати во Јужна Америка од Германија назад. Тоа значи Фридрихсхафен, Буенос Ајрес и назад, можете да си замислите. Тој го облетал светот со 3 меѓустанови. Проблемот на тие дирижабли беше, да речеме, што летале сепак на водород. Дајте да раскажеме малку сега за аеростатичкиот принцип на лет, затоа што ако е литбест, тогаш литбест, да раскажеме како што велат од Адам. Проблемот е што тоа е опасно. Па да, водород, тоа е опасно. Па да видиме, што е аеростатика? Тоа значи дека има газ кој е полесен од воздухот, има закон на Архимед, кој вели дека секое тело поставено во некоја средина, се изфрла од таа средина, плови со сила која е еднаква на масата на изместената средина. Ако е вода, тогаш нејзината приближна густина е некаде 1000, сладка вода 1000 на кубен метар. Затоа, да речеме, капацитет, некаков капацитет со волумен од 1 кубен метар, потопен во вода, се изфрла од водата со сила од приближно 1000. Воздухот е многу помалку густа средина. Атмосферата, таа ни е дадена каква што е, на другите планети има погуста атмосфера, како на Венера. Или, обратно, многу поразредена, како на Марс, а на Земјата атмосферата е таква, има во табелата стандардна атмосфера, затоа што таму параметрите на воздухот малку варираат, но обично се смета на стандардна атмосфера. Што е стандардна атмосфера? Тоа е на ниво на море при температура на воздухот од 15 степени Целзиус, густината на воздухот е еднаква на некаде 225 грамови. Еве колку тежи 1 кубен метар воздух. Затоа, ако создадеме, да речеме, некој летечки апарат, условен летечки апарат, кој има 1000 кубни метри волумен, тогаш тој изместува воздух на 1225 килограми. Ако создадеме таков 1000 кубен апарат со тежината на конструкцијата и тежината на гасот внатре, кои во збир имаат 1225, тогаш тој едноставно како аеростатички апарат ќе се подигне во воздухот, ќе лети по воздухот. Подигнувачката сила зависи од густината на гасот кој го користиме. Например, најлесен гас е водородот и тој тежи некаде околу 80 грама на кубен метар, но е опасен, гори и експлозивен исто така. Дури не колку гори, колку во многу широки граници, кога се меша со воздухот, тој формира експлозивни смеси кои едноставно детонираат, не експлодираат како експлозив. Хелиумот е негорлив, инертен, целосно безбеден газ. Затоа хелиумот е многу потешко да се добие, техниката од 20-30-тите години само што се приближуваше кон тоа да се добие хелиум во индустријски размери.
Затоа, сите летале на водород, воопшто може да се соблече капа пред тие луѓе, бидејќи сепак техниката е доволно сложена, апаратите се многу големи, методите на пресметка беа несовршени, компјутерската техника не постоеше и воопшто за материјалите ќе зборуваме одделно, материјалите не беа несовршени. А луѓето летале, при што извршувале летови на северниот пол, околу земјата, летале преку Атлантикот, тоа воопшто. Тоа е среќа. Тоа треба да се соблече капа пред храброста воопшто, пред инженерскиот гений, луѓето кои создаваат такви летечки апарати. Но вие веќе велите дека било тешко да се пресмета, практично невозможно, а на луѓето им успевало. Тоа е благодарение на што? Не може да се каже невозможно, едноставно методите на пресметка беа емпириски, тие се правеа со големи предпоставки, луѓето не пресметуваа, да речеме, до секоја заклепка, до секој завртка не доаѓаа, тие воопшто си ја представуваат цврстината. Во локалната цврстина не се втурнуваа многу. И да речеме, и знаењата за турбуленцијата на атмосферата беа уште несовршени, материјалите, иако дуралуминот веќе се појави, но сега многу посовремени материјали се појавија и сето тоа може да се направи полесно и посилно. Но дајте да не се оддалечуваме од нашите разговори. И секако, ако во 20-30 години веќе можеле да добиваат индустријски начин потребното количество хелие, такви страшни несреќи кои доведоа до залезот, ерата на дирижаблостроењето никогаш не би постоела. Затоа што, еве гледајте, најголемиот дирижабл кој некогаш бил изграден, тоа е Гинденбург Л-129, па тоа е едноставно колосален апарат со должина на корпусот на 250 метри. Нели што фактички се случи, како што подоцна беше утврдено, фактички пукна една од внатрешните расчки. Одма тогаш, забегувајќи напред, не верувате во теориите на заговори дека тоа намерно го подметнале за да ја рекламираат неговата опасност. Се случи како што се случи закономерно. Разбирате, техниката е сложна, се е можно. И замислете, пукнала една расчка. Ако беше наполнет со хелие, тоа дури никој не би го забележал. Дури ако целосно го изгубеше носечкиот газ од еден од своите 17 оддели, најверојатно, пилотот дури не би забележал дека нешто се случило, нешто му се случило. А така, водородот, кој излегуваше преку пукнатината на гасниот вреќа, се мешаше со околниот воздух и беше доволно секоја електростатска искра, за да се запали и веднаш пред очите на луѓето се изгори. Тоа е антиреклама, дури потешко е да си измислиш. Но едноставно, поддржувачите на теориите на заговори велат дека, многу чудно, синџирот на затворање на сето ова се случи тука и таму во некој определен рок. Сите едноставно заборавија на дирижаблите, сите им ставија крст. Не треба никакви теории на заговор. Прво, затоа што инспирираше сите инспирирани од успехот на летовите на дирижаблот О-127, кој навистина покажуваше импресивни успеси. Ова е чудо на инженерската мисла. Уредот, изграден во 1928 година, леташе и многу се фрлија да го следат. Се фрлија американците по германците, се фрлија англичаните. Но тие немаа таква школа, односно, сепак, фирмата Цепелин, таа го организираше дирижаблот веќе од 1900, по моје мислење, 2 или 3 година. Таа ги изгради, ако се земе бројето 127, значи, биле изградени 126 уреди пред тоа, имало колосален искуство. И секако, таму многу беше постигнато со искуствен пат. И кога луѓето, кои, да речеме, решија да го стигнат, а методите за совршени пресметки не беа достапни и се обидуваа од нула. Да се создадат уреди не полоши, а дури и подобри, тие правеа некои грешки. И вие мислите дека се случи во исто време? Затоа што тие истовремено излегоа на летови сите. И дури и смртта на дирижаблот рстоанглискиот не би била толку страшна ако имаше хелиум, а не водород. Потоа беше пренатежен, но да не влегуваме во техничките детали на овие дирижабли. И најважно, што сметам, нема никаква теорија на заговор. Сите разбираа дека војната се приближува, а дирижаблот, тоа е сепак транспорт во мирно време, за војна е практично бескорисен. Зошто? Премногу големи, премногу бавни, премногу лесни цели. Затоа уште во години на Првата светска војна, германците активно се обидуваа да бомбардираат Англија. И тамо, да речеме, успесите на овие бомбардирања се доволно сомнителни во споредба со напорите што беа вложени. Но со развојот на противвоздушната одбрана, тие едноставно станаа бескорисни уреди.
И сите сили беа фрлени на создавање на борбена авиација. Дури и овој познател 127 граф Цепелин, кој 3 пати леташе околу земјата, кој 130 пати прелета преку Атлантик, тој беше едноставно распарчен. Иако можеше да лета подалеку и подалеку во 1940 година, едноставно му требаше дуралумин. Дуралуминот не беше доволен за борбените авиони, го распарчија и целиот тој дуралумин отиде за изградба на борбената авиација. А по војната, сепак, патничката авиација веќе достигна такви височини, далечини, брзини, што за дирижаблите веќе се подсетуваше. Тоа значи дека имаше програми за дирижабли по војната и во годините на Втората светска војна имаше многу интересни проекти. Можам и за нив да раскажам. Малку кој знае дека американците ги користеле своите дирижабли, кои ги граделе во годините на Втората светска војна за противподморничка одбрана. Тоа значи дека тие каравани кои минуваа преку Атлантикот, кои беа придружувани од дирижабли, практично не претрпеа штета од нападите на германските подводници. Сепак, дирижаблот како средство за откривање на подводницата, пренесување на нивните координати, за да некои борбени бродови кои ги покриваа караваните, може да ги одгонат овие подводници, се покажаа многу успешни и беа изградени многу дирижабли, тие летале над Атлантикот. Тие по војната летале. Последниот дирижабл, кој американците го повлекоа од военоморската флота, беше во 1962 година. Тоа беа најголемите дирижабли со мека шема. Тоа е Елпштриф, ако добро се сеќавам на сите ознаки. Тоа беше најголемиот дирижабл со мека шема, имаше околу 42.000 кубни метри. Што значи мека шема? Дајте да зборуваме уште за тоа. Дирижабли, можни типови дирижабли, меки, положестоки и жестоки. Тоа значи меки дирижабли, тоа е кога обвивката на дирижаблот е како надувна топка, направена е од некои материјали, внатре е сместен хелиум, внатре е сместен балонет. Како воздушен балон. Како воздушен балон, да. Тоа значи, формата се одржува благодарение на внатрешното притиска. Првите материјали кои овозможеа да се создадат такви дирижабли сепак беа на основа на памук, тоа беа памучни влакна, а покритите беа од природни гуми, тие гумени. Материјалите беа доволно несовршени. Откако зборуваме за материјали, да зборуваме малку за текстилни термини. Тоа е, цврстината на текстилните материјали посовремено се означува во такви величини како сантинјутон на децитекс. Што е сантинјутон? Сантинјутон, тоа е 1/100 дел од Нјутон. Текс се нарекува влакно таква дебелина, што при должина од 1 кон тежи 1 грам. А децитекс, тоа е влакно кој има таква дебелина. Уште помалку. Да, што при должина од 10 кон тежи 1 грам. Затоа, значи, еве е влакното. Да изградиме таква линија од цврстини на современите влакна, од најпервите до најсовремените, кои можеме да ги примениме во воздухопловната техника. Ако земеме памучни влакна од памук, дури и од најдобрите долговлакнести сорти памук, цврстината на влакното излегува некаде 3,5 сантинјута на децитекс. Еве така, 3,5, значи, тоа е најдобро од природните влакна. Тоа значи не вискоза, може би свила е подобра, но свилата е скапа. Тоа значи, сепак, во дирижаблите имаше основи од памучни ткајнини. Некаде пред војната, пред Втората светска војна, се појавија капрони. Капрони, тоа веќе е некаде 6-7 сантинјута на децитекс. Тие се посилни. 2 пати, да. Некаде во 50-те, не се сеќавам точно, 50-те години, може би 60-те, почетокот на 60-те години, тоа се полиетерни синтетички влакна. Кај нас се познати под името лавсан. Лавсан, да, тоа се полиетерни влакна. Лавсан, каде можеме да го видиме? Во облеката. Многу се користат лавсанови ткајнини и денес. Некој вид на јакна, водоотпорна обична јакна. Просто многу издржлива ткајнина. Значи, лавсан или полиетер, тоа е некаде 10-12 сантинјутон на децитекс. Некаде во 70-те години се појавија високоотпорни влакна, кои веднаш се користеа за изработка на куртки за заштита, сите ги знаат под името кевлар. Еве кевлар, тоа е некаде 22 сантинјутон на 20 децитекс. А дали тоа значи дека дирижаблот не можеше да се пробие со условно обместрелно оружје?
Па, сепак, таму има еден слој, сепак во куртката за заштита тоа. Може, да. Во куртката за заштита има многу слоеви кевлар, за да биде куртка отпорна на куршуми. Обично во текстилната основа, еве во воздухопловната ткаемина, тоа е еден слој. По новите материјали, сепак, кевларот е добар, е издржлив, но многу лошо држи ударни оптоварувања. Ако се земе кевларска нишка и многу нагло се повлече, таа ќе се скрши при помали напори отколку ако се влече полека. Се појавија уште понови синтетички влакна, тоа е под трговската марка Vectran, ги знаеме повеќе. Не ќе зборувам за хемијата, воопшто, всушност, Vectran и Vectran. Тоа е некаде 23 см на децитекс и Vectran се покажа толку успешен. Прво, организира многу добра адхезија со полимерни материјали. Што е адхезија? Тоа е поврзувањето. Значи, нанесуваме полимерен материјал на текстилната основа, главно тоа е полиуретан и врската помеѓу овој горен полиуретанов слој и силовата слојка на Vectran е таква што кога ги заваруваме ткаенините, ми е доволно да имаме преклоп од 20-15 м и добиваме равнопрочен шев. Значи, го земаме овој шев кине и се кине не по шевот, туку по основниот материјал. Значи, доволно е да се заварува преклоп од 15-20 м поради одличната адхезија помеѓу полиуретанот и Vectranот. Но ова сега е највисоката точка, да речеме, на воздухопловните материјали на основа на Vectran, но има и поиздржливи синтетички влакна. Например, залон, тоа е некаде 29 сантиньютонови на децитекс. А што ни дава издржливост? Тоа ни дава можност да создадеме дирижабл, мек дирижабл со поголем и поголем волумен. Што поголем размер правиме, толку поиздржлива ни е потребна ткаенина. Може, секако, да се постигне тоа, користејќи погруби влакна, погуста ткаенина, неколку слоеви ткаенина, но тоа води до зголемување на тежината на ткаенината, а така можеме да создадеме ткаенина многу лесна. Еве од современите вектрански материјали на основа на Vectran, каде силовата слојка е вектранска, веќе во принцип може да се создаде мек дирижабл, некаде 100.000 кубни метри може да се создаде. Изборуваме за иста лесноти, како за оној првиот памук за овие невесоми влакна, зборуваме за тежина токму таква, само што ќе биде многу поиздржливо, подолговечно. Тој ќе биде полесен. Уште полесен дури. Еве, например, дури и овие американски дирижабли кои летале веднаш по Втората светска војна, кои ги користеле како противвоздушна одбрана, таму сепак имаше капрон и ткаенината, каде што е основата на корпусот на овој голем дирижабл, кој има 30.000 кубни метри, тежеше некаде 800 грама на квадратен метар. Сега на вектранска основа таква ткаенина може да се создаде приближно со иста издржливост, дури и повисока 300 грама на квадратен метар. Тоа значи дека со ова е напредок во материјалите, тој е едноставно колосален. Затоа на современите материјали овие дирижабли мора да бидат многу подобри, многу понадежни, многу поусовршени. Во што е ахилесовата пета на меките дирижабли? Во што е опасноста? Во тоа што постојано мораме да внимаваме на притисокот внатре. Па во летот тоа е јасно, дека во летот постојано следиме, но кога ќе слета, тој се поставува на мачта. Дури и на мачтата, кога целосно ќе го исклучиме дирижаблот, мораме да внимаваме. Не смееме да дозволиме внатре во обвивката да има притисок, да исчезне внатрешниот притисок. Инаку, овој дирижабл веднаш ќе биде веднаш уништен од послаб порив на ветер. А уништен на кој начин? Гледајте, ако имаме апсолутно глатка обвивка, која има потребен внатрешен притисок, кој е пресметан, кој е безбеден, кој се одржува во потребните граници, тогаш отпорот, не ќе ги спомнам бројките, е многу мал отпор на таква обвивка долж оска. Како само притисокот исчезне и поради струјата на воздухот во предниот дел се формира лажица, таа е длабнатина, аеродинамичкиот отпор на таквиот дирижабл се зголемува повеќе од 10 пати. И што се случува визуелно? Визуелно ќе се откине, оддрган од мачтата и ќе полета. Значи дека ќе изгуби контролата, ќе биде издуван. Да, ќе биде издуван. Затоа, ни во кој случај не смее да се дозволи таквиот дирижабл да го изгуби внатрешниот притисок. За тој притисок треба да се внимава. Тој додека стои на мачтата, постојано се следи. Но, сепак, има право на постоење. Има, секако има. Сите современи дирижабли кои летаат,
како скешеп, сепеленет, германскиот водо. Никого не вознемирува особеност. Па, затоа што тие летаат, излетаа, ја извршија својата реклама или снимање, или возеа патници, како што Сепеленд прави над Боденското езеро, пристаниште. Просто, тоа бара дополнителни напори. За меките не раскажавме повеќе. Зошто се појавија полужестоки дирижабли? Полужестоките дирижабли беа некаков компромис, затоа што жестокиот дирижабл е многу трудоемок за создавање. А цврстоста, да речеме, на пример, така, на памучните влакна не дозволуваше да се создаваат меки дирижабли со големи обеми од памук. И тогаш Умберто Нобиле предложуваше оваа шема на полужесток дирижабл, кој имаше голема развиена килева греда оддолу, која дозволуваше многу нежно да се пренесат сите оптоварувања од сите концентрирани маси на немногу цврстата обвивка. И заради тоа што килевата греда додаваше цврстина, можеше да се одржува внатре во таквиот дирижабл, да речеме, многу ниско притисок, кој можеше да издржи памучна ткаенина. Овие дирижабли на Умберто Нобиле, што Италија, што Норвешка, што СССР 6, беа некаде околу 18.500 кубни метри. Тоа значи, па таму 110, 120 метри, околу 115 метри должина. И при тоа, притисок кој го одржуваа за време на летот внатре во овој дирижабл беше некаде 5 мм воден столб. Еве, можете да си замислите, имате така извитка на стаклена цевка во која сте налиле обоена вода. Едниот крај на цевката е поврзан со обвивката, а другиот е просто отворен во атмосферата. И разликата во нивото помеѓу од оваа страна и од оваа ќе биде само 5 мм. А при меките дирижабли? Еве современи дирижабли, јас, бидејќи многу работев со дирижаблите АУ-30, кои ги создававме во изумителниот центар Орбму, имаме, да речеме, обсек на притисокот кој го одржувавме во обвивката, односно притисокот кога гарантирано се вклучуваа вентилаторите и притисокот кога гарантирано се отвораа вентилите, односно не помалку. Вклучување на вентилаторите, не повисоко од отворањето на клапаните, тоа беше некаде од 45 до 60 м, односно повеќе од 10 пати. И благодарение на тоа, и благодарение на користењето на современи материјали, имавме полиестерска основа на У-30 и дирижаблот нормално леташе, го одржувавме тој притисок. Имавме 2 вентилатори, имавме 4 клапани, имавме балонеки. Многу прашуваат што се балонети, зошто се потребни во дирижаблите во меката шема. Да раскажеме малку и за тоа. Тоа значи, гасовикиот волумен постојано дише. Малку се зголеми температурата на воздухот, сонцето го загрее, хелиумот се шири. Сонцето се скрие зад облаците, хелиумот се стеснува. Се искачуваме малку повисоко, притисокот на атмосферата станува малку помал, повторно хелиумот се шири. Тоа е стабилизатор. Тоа, да речеме, е можност, начин за одржување на овој притисок во обвивката во многу тесни граници. Штом некако, или се искачуваме нагоре, или ми се зголемува температурата на гасот, гасот се шири. Внатре во обвивката имаме воздушни шуплини, односно таму има мембрана која ја одделува гасовата шуплина внатре во обвивката од воздушната. И можеме да го одржуваме притисокот внатре во обвивката, испуштајќи воздух. А кога обратно се спуштаме надолу, или кога ни паѓа температурата на гасот, за да не ни исчезне внатрешниот притисок, мораме да го зголемуваме притисокот во обвивката, вклучуваме вентилатори. И една од основните системи на секој мек дирижабел е воздушногасната система. Тоа е систем кој со помош на сензори автоматски следи притисокот во обвивката и, прво, сигнализира пилоту дека има низок притисок, дека има висок притисок и автоматски вклучува вентилатор, автоматски отвора клапани, за да го одржува тој притисок во потребните граници. Во полутврди дирижабли приближно е истото, но таму поради тоа што може да има понизок притисок, малку полесно е да се направи, а во тврди дирижабли тоа не е потребно, особено, можеби, во современите тврди дирижабли, каде што ќе има комбинирана система, тоа е. Цврстината ќе се создава и со тврдиот каркас и со притисок,
А во класичните цепелини, каде што цврстината ја обезбедуваше само каркасот, таму едноставно имаше гасни вреќи кои живееа својот живот. Се искачуваме нагоре, тие се шират, се спуштаме, тие се стеснуваат и немаше потреба да се следи притисокот внатре. Па, од што всушност се прават тврди? Какви материјали? Па, ако земеме класични цепелини, тоа е секако познатото откритие на диролуминот. Односно во 30-те години тој се нарекуваше колчуголмин, односно кога сватија дека ако има можност за легирање, да се додадат адитиви кои ги подобруваат својствата на материјалот. Ако на алуминиумот се додаде малку цинк и малку бакар, тогаш добиваме легура која останува исто така лесна како алуминиумот. Но, да речеме, нејзината цврстина веќе се приближува до цврстината на челикот, на пример. И целата современа авиација е изградена на овие дуралуминиумски легури. Сите современи авиони во последно време тоа повеќе се заменува со пластичен материјал, бидејќи углепластикот, тоа прво е стаклопластик, а потоа углепластикот, тоа се уште понапредни материјали. Но дајте да си го представиме дека дуралуминиумот има густина како алуминиумот, приближно 2,8 грама на кубен сантиметар, додека углепластикот, тоа е некаде, во зависност од марката, од типот, тоа е некаде 1,4, 1,7 грама на кубен сантиметар, што е 2 пати полесно. При тоа, ако цврстината на диролуминот е некаде 350 мегапаскали, тогаш кај углепластиците тоа може да биде над 1000 мегапаскали, 4 пати посилно. Тоест, ако современиот цепелин се создаде од углепластик, можете да си представите колку полесен може да биде, колку повеќе можеме да издвоиме за некои системи. Можеме да го направиме многу посилен корпусот благодарение на тоа што имаме голем резерв по маса. А дали влијае изборот? Материјалот на конечната цена. Секако влијае, но да речеме така, например, јас мислам дека цената на материјалот за авиацијски конструкции сепак е проценти. Негде проценти. Најважно е да се гледа на трудоемкоста. Тоест, колку е трудоемка. Сепак, големите авиацијски конструкции се произведуваат малку поинаку. Тоест, се создаваат специјални матрици големина и таму се поставуваат послоеви. И зошто се добива дека углепластичните конструкции се многу скапи, бидејќи многу скапа е опремата? Ако преминеме на дирижабли, тие, цепелините ќе се создаваат, новите цепелини или новите дирижабли со цврст корпус ќе се создаваат сосема по друга технологија. Тоа сепак ќе бидат цевки. Тоа ќе бидат углепластични цевки. Тоест, да се произведе углепластична цевка не чини ништо. Тоа е оправка и едноставно завиткувате ткајнина во рома, потоа печете и добивате многу лесен, многу издржлив материјал. И при тоа, благодарение на тоа што имате многу голема номенклатура на овие цевки, можеби различни диаметри, различни дебелини. Можете многу точно да применувате во секое конкретно место цевка токму таков размер, која таму е потребна, а потоа веќе да создавате пространи ферменти конструкции од овие цевки, користејќи соединителни елементи различен тип. Тоа не е ништо сложно, ништо повеќе технологски, едноставно дури и да си замислите невозможно, например и така натаму. Затоа, да се создаде корпус дирижабл од углепластични цевки, сметам дека е можно, треба да се работи на тоа, секако, за да бидат овие соединителни делови надежни, за точно да се пресмета конструкцијата, за многу вешто да се примени, да не се преоптовари, а во исто време да биде безбедна. Но и по трудоемкост и по тежинска исплата таков корпус ќе биде многу подобар од она што беше направено во цепелините во 1930 години. Вие велите ќе биде направено, но на светскиот пазар никој така не прави. Сега има проекти кои се обидуваат да прават такви дирижабли. Не многу афишира Сергеј Брин, еден од основачите и собствениците на компанијата Google, дека работи на таков дирижабл. Тоест, тој во Елингот се создава. Тој уште, за жал, не летал, бидејќи тие работат на тоа, но такви работи се водат. Мене ми се интересни овие кулуарни игри. Велите, тој не афишира, знаете. Ги знаете сите конкуренти во лице, како за нив дознавате. Па, сарафанско радио, некој нешто носи на опашка. Кратко, во секој бизнис, во секое дело, скако кај сите. Па да, секако.
И тие што се вардат во една, да речеме, во една чинија, во една тенџере, сите приближно се познаваат меѓу себе, повеќе малку. Товеш раскажете за руските конкуренти кои уште се занимава. Дајте воопшто да тргнеме од каква информација. Полгода назад председателот издаде указ «Давај дирижабли». Како тоа воопшто беше, што е тој указ? Но потоа сите се раздвижија. Во Новосибирски имаше форум, инженери се собираа, дискутираа за сегашниот пазар. Кај нас тука повторно се обнови целата таа приказна, сега вклучивме краудинвестинг. Па, да речеме, не можам за сите да зборувам, но во Сибирското на тој форум не бев. Па, да речеме, интересот постои, бидејќи сите разбираат дека дирижаблите имаат своја ниша. Тоа не е авион, тоа не е хеликоптер. Тоа значи, например, дирижаблот никогаш нема да лета толку брзо како авион, тоа сите прекрасно го разбираат. Дирижаблот никогаш нема да може да слета на толку мала површина како на хеликоптер само поради своите размери. Тоа сите прекрасно го разбираат, но тој може да ги надмине и авионите и хеликоптерите, да речеме, во продолжителноста на летот. Например, ни авион ни хеликоптер не можат да бидат во воздух 5-7 дена. Дирижаблот, всушност, може. При современото развивање на беспилотната техника, да речеме, нема потреба да леташ брзо, можеби. Еве, да речеме, сметам дека, тоа е моето цврсто мислење, дека целата транспортна авиација треба да биде беспилотна. Зошто? Затоа што дирижаблот лета, да речеме, 120, 130, 150, но 180 км на час. А замислете дека треба да прелетате, да речеме, на 3, на 4, на 5000 км, значи заминувате на лет на неколку дена. Тоа значи дека на бродот треба да имате неколку смени на екипажот. Тоа е, некој седи зад управувачките уреди, некој управува со леталото, а некој во тоа време се одмора. Значи, потребни се кајути. Провизија. Провизија, удобство. Да, најважно е сите да се исплатат плати. А платата на летечкиот персонал сепак не е 3 парички. Затоа економски исплатливи ќе бидат беспилотните дирижабли иста големина, ист обем, но кои летаат без луѓе, кои едноставно се управуваат од оператор. Да кажеме така, управува вештачката интелигенција, но контролира операторот на земја. И таквите дирижабли, да, тие, прво, веднаш може значително да се зголеми уделот во полетната тежина на овој апарат, може значително да се зголеми уделот на комерцијалната тежина. Затоа што едно е, ви требаат луѓе на брод, таму сосема други барања за безбедност, за дублирање на системите, за енергетските инсталации, а друго е, кога, да кажеме така, изгубивте 60 тони. Тоа сепак е и човечки живот, тоа се несопоставливи работи. Тоа значи дека зборувате токму за некои товарни испораки работи. Во исто време, за патничките летови, тие можат да бидат од два плана. Можат да бидат за забава, тоа е возење на туристи, со што се занимава Цепилина нити над Боденското езеро. Тоа значи, например, убави места, убави прегледи на екскурзии од воздух. Никаков авион, ниту хеликоптер не може да понуди тој ниво на безбедност и удобство кој го дава дирижаблот. И во искуство. И леле чувство. Но авионот лета високо брзо таму ќе видиш. Па да. А тука сепак, може би имало разни проекти, до тоа што да се направи стаклен под во делот на гондолата, за да можеш да одиш. Колку тоа може да биде подигнувачко за просечниот човек? Кај нас воопшто сега со цените на авиони дури и се е многу тажно. А колку тоа може да биде достапно? Туристичко возење. Тоа може да биде достапно кога ќе биде масовно. Додека се произведува, да речеме, во мали серии и рачно, тоа е доста скапо. Еве компанијата Цепилинаинти за часовен лет. 300 евра, според ме. Па 40.000 е просечен статистички жител. Кањевот. Но таму од свет доаѓаат гости. Од целиот свет пристигнуваат, да. Па, може да се намалат билетите 10 пати, ако тоа стане масовно. Тоа значи дека сериското производство воопшто дава, па едноставно колосално.
Се што се произведува сериски дава колосално намалување на цената, трошоците за сето тоа. И во исто време, дирижаблите можат да бидат побарани и во патничките превози, особено на кратки линии. Еве, да речеме, организирањето на авионска линија на растојанија помали од 400 километри не е баш и можно. Тоа значи 400 километри, но уште повеќе по економијата се совпаѓа. На пример, 200 километри. Еве, ме прашуваат дали може да се направи линија Тула-Москва со дирижабл. Може. И јас ке доаѓам кај вас со дирижабл. Ние не можеме да конкурираме со автобусот. На пример, има многу места каде дирижаблот нема конкуренција. Еве, секогаш давам таков пример, растојанието помеѓу два града Талин и Хелсинки е 90 км, но тие се одделени со Финскиот залив и фериботот патува 4 часа. Ако со автомобил. Ко вие вадија со автомобил. Таму воопшто нема мост без опции. Како представувате 90 на такви мостови уште не се градат? Тоа значи дека имаме или пловиш, или леташ. Леташ. Со авион 90 километри никому нема се исплати. Не, економски неисплатливо. Тој нема да успее да ја достигне висината. Има линии и од 90 километри, но тоа треба државата да субвенционира. Тоа значи дека никаква комерција, експлоатација на таква линија. Не значи ако имаш личен хеликоптер. Да. Ама може да се создаде патничка линија со дирижабл на 90 километри. И такви места во светот има многу. Добро, а колку време ќе биде потребно за дирижаблот да се подигне, да прелета и да слета? Прво, многу да се подигнува. Оптимална висина на лет е 500 метри. Не треба да се искачува повисоко. Колку време ќе трае тоа еве 90 километри 4 часа плови овој брод? Може би не 4, може би и 3, во зависност од брзината. Добро, 3-4. Помалку од 1 час. Ова може да се направи како трамвај, ке лета таму обратно секој час. Сепак ова е странство. Можеме сега во Русија да пробаме да најдеме слични точки, сепак агломерацијата Хелсинки веќе има повеќе од 1.000.000 жители, агломерацијата Талин веќе има повеќе од половина милион жители, односно и ако ќе има таква можност да лета таму обратно како на трамвај, да уште за слични пари, приближно, оваа линија ќе биде многу побарана. За слични пари и не наскоро. Не наскоро. Допустимо, има многу острови кои... Допустимо остров Мен, кој се наоѓа помеѓу Англија и Ирска. Имаше проекти, тие исто така сакаа да направат дирижаблска линија во врска со Англија, бидејќи 4 часа пловење со чамец, тоа е исто така задоволство. Особено кога има бура, кога го тресе. Не, немаше сериен дирижабел, замислете Грчкото море, колку острови има таму, колку беше потребно, индонезискиот архипелаг, такви места, дури и јас во Русија гледам, минатата година патував со автомобил во Карелија и влегував во Петрозаводск, а од таа страна, Онешкото езеро, за Онежје, тоа е практично одсечено. За да се стигне до Петрозаводск, или треба да се плови со оваа ракета, која плови само лето, а зиме нема врска, или треба да се патува со автомобил околу Онешкото езеро. Ако имаше таков дирижабел и имаше порт во аеродромот, сите мали градови кои се зад Онешкото езеро ќе беа поврзани со својата престолнина Карелија. Такви места има. Добро е што дојдовме во Русија, бидејќи тоа што е во Европа, во Америка денес, да речеме, не е многу интересно. Кому се обраќам? Сега со авионите имаме некаква беда. Течат гласини дека нема компоненти, дека нема квалификувани луѓе, дека авионите сами по себе стареат, нема кој да ги одржува, сето тоа поскапува, единиците техника се намалуваат, бидејќи поради санкциите не можеме да си дозволиме соработка со големите компании. Со дирижаблите нема проблематика. Прво, со авионите не е така лошо, бидејќи проектите напредуваат и сите знаат дека и проектот МС-21 и компанијата УЗГА, која сега има многу проекти за развој на авионите, да речеме, за локалната авиација. Билетите за сега не се ефтини. Билетите не се ефтини, бидејќи овие авиони ги нема, а Суперџет активно се произведува, но за тоа, бидејќи не сум специјалист во оваа област, нека раскажат луѓето кои се занимаваат со тоа. Мојот прашање е дали може да создаде дирижабл од нула до крај во Русија со сили на руски специјалисти со руски компоненти. Може и треба.
можеби не со сили на руски специјалисти, но можеби не со руски компоненти, бидејќи сепак ќе биде потребна помош од други земји, веројатно од Кина, бидејќи дел, да речеме, дури истите аеростатни материјали, за жал, кај нас се уште не се произведуваат, а во Кина може да се купат, например, иако можеби. Тоа значи, с ова може да се направи, и во Русија може, бидејќи имаше обиди да се создаде производство на современи аеростатни материјали во Русија, но се соочија со тоа што побарувачката е многу мала, едноставно економски не издржа. Ако има нормална побарувачка, тогаш, да речеме, за тоа не се потребни некакви супертехнологии, тоа се технологии што се разбирливи, и производството на такви ткаенини може да се направи со популарни. Дирижабл на новата генерација во рамките на развојот производството. Може ли да се направи кај нас? Може. Тоа планирате, како гледа? Треба да се започне од малку и да се оди по чекори. За сега не ќе раскажувам за нашите планови, бидејќи тоа ќе биде специјален одделен стрим, веројатно одделен вебинар, за сега не знам. Се надевам дека ќе биде подкаст, бидејќи во тој случај ќе има моје учество. Тоа ќе биде подкаст, која ќе раскажуваме за нашите планови. Но да, планираме, сега работиме на проектот на првиот дирижабл од нашата линија и таму се предвидува дека практичност ќе биде домашно. Ако дури и нешто не биде домашно на првите примероци, бидејќи за да не се забавуваме со роковите, тоа ќе биде увезено. Но веќе во Сирија тоа сигурно ќе биде домашно. Тоа значи дека можат да се вклучат некои елементи само за брзина, за да се зголеми брзината, но во иднина ќе размислуваме како да ги замениме со домашни. Ке знаеме како тоа може да се замени со домашни. Сепак, дирижаблот од една страна е нешто ново, а од друга страна таму нема технологии кои не ги имаме. Затоа што и самите ткаенини и пластиките, с тоа се произведува кај нас и моторите, например. Всушност, иако дирижаблот е нов, нема ништо што не го знаеме. Целата работа е што треба да се соединат во потребната пропорција, за да биде оптимално токму за овој апарат. За тоа треба да се организира производството. А вие знаете, воопшто, мислам дека за секој втор среднестатистички гледач, реализирањето и работата на дирижаблите воопшто во нашата земја и во светот од прилика изгледаше вака. Времената на цепелините исчезна и одеднаш сега зборуваме за нив. А всушност, каква беше кривата на работата на дирижаблите? Вие се занимавате со тоа цел живот. Еве колку е тоа побарувано. Тоа значи дека навистина председателот потпиша указ, сите веднаш почнуваат да се движат, нешто да прават. Потоа повторно започнува некоја заварушка, каде што е насочено целото внимание, сите средства, повторно за дирижаблите сите забораваат. Тоа значи дека вака изгледа или е тоа планирана работа, поради што слушаме или не слушаме за дирижаблите. Па, подобро е, секако, да биде тоа планирана работа, за да не зависи од потпишувањето на некој указ, иако указите исто така многу помагаат во напредувањето на ова. Воздухопловството во Советскиот сојуз и во Русија има богата историја. За жал, тоа не беа масовни производи, тоа беа единечни производи, па малкумина знаат за нив. Еве, да речеме, да почнеме од Советскиот сојуз, од Долгопрудинското конструкторско биро за автоматика. Приближно од 1983 година работев на проектот за дирижаблот ДВАТП. Тоа значи, беа направени 3 проекти. За жал, дирижаблот не беше изградена. Зошто? Пари. Не е дури во парите. Јас тогаш бев млад специјалист, бев уште инженер, можеби многу работи не знаев, иако веќе активно учествував во овој проект. Но тогаш се занимавав со некоја дел, се занимавав со оптоварувањата, односно по завршувањето на институтот работев во одделот за динамика и аеродинамика и се занимавав со оптоварувањата, односно ги пресметував оптоварувањата, на кои оптоварувања треба да се проектира дирижаблот. Тогаш бев млад специјалист, само што завршив по институтот. Беа направени 3 проекти, 3 варијанти на проектот. Зошто не беше изградена, не можам да кажам. Нека одговараат тие луѓе кои тогаш беа начело на предпријатието. Воопшто многу интересно. Зошто и во кој момент спрекинува?
Тоа значи за вас, јасно е, работата не завршува, но дирижаблите не ги гледаме на небото. По која причина? Крајот на 90-те, еве имам информации, термоплан, на кој дури и државата одвоила 18 милиони долари. Моите инженери си измислија, го подигнаа, тој се сруши, си подадоа рака, се разотидоа. Па, да кажеме така, не може да се хулигани. Тоа значи, авиационата техника не простува грешки. Таму беше замислено повторно, за термопланот нема врска со проектот, па затоа нема да кажам ништо. Но тоа што мене лично, како специјалист, не ми се допадна. Многу не сакам кога се влегува во непознатото, кога се измислуваат некои нови форми без доволно образложение. И од време на време испливуваат проекти на дискооблик дирижабли. Сметам дека ова е воопшто безизлезен пат, бидејќи овие дискооблик конструкции, тие се многу аеродинамички нестабилни. Секој, да речеме, налет може да го преврти, многу е тешко да се обезбеди неговата стабилност. Затоа секогаш сум за класиката, и ако веќе влегуваме, измислуваме нешто такво, што порано не постоело, тогаш треба многу внимателно да се однесуваме кон тоа, односно треба да има голем обем на истражување. И прво требаше термопланот да се направи во мал обем, да се лети околу него, да се разберат сите проблеми, отколку веднаш да се гради овој огромен дирижабл кој требаше да подигне овие десетици тони. Па, котлетот ми го изгоре джебот, 18 милиони долари. Не мислам дека токму таа го жгела джебот, но тоа навистина, односно она што беше замислено, беше секако прекрасно, но едноставно луѓето отидоа во она што уште беше малку истражувано. Добро, но еве, како што велите, формата во облик на цигара, таа веќе е истражена, вие веќе знаете милион пати за неа. Остана само да се соберат пари и да се направи. Зошто се уште не ги гледаме дирижаблите на небото? Зошто не гледаме летало? Иако велите, не е секогаш проблемот во парите. Летале дирижабли биле летале дирижабли во 90-те години на предпријатието Аеростатика, летале дирижабли во нултите 10-те години на воздухопловниот центар Авгор. Ова се чисто руски проекти. Но масовно не се прошири. Зошто? Па, затоа што, да речеме така, за да се создаде дирижабл, малку е да се изгради дирижабл, а треба да се создаде цела индустрија. И за тоа треба да се измислат задачи, кои дури и на најраните етапи ќе ги оправдаат тие вложувања што се прават во создавањето на цела индустрија. Имате ли сега такво разбирање како да го оправдате овој старт? Значи, треба да се бараат највисокомаржинални примени за овој дирижабл. Највисокомаржинална примена за дирижаблот, сметам, е туризмот. Затоа што ниту еден товар, ниту еден превозник нема да плати толку за превоз на товар, колку што турист ќе издвои од својот джеб за часовен лет. Затоа, првите дирижабли, според моето мислење, кои треба да се појават, треба да бидат туристички. Потоа, како што ќе се развива оваа индустрија, производството на дирижабли ќе премине на сериско производство, некакво масовно производство. Само тогаш треба да се размислува за тоа дека преминуваме на транспортни. Затоа што, да речеме така, ако веќе зборуваме за економијата, например, и така натаму. За да превезува руда и да биде конкурентен железнички состав, па тоа едноставно никогаш не ќе биде така. Никогаш дирижаблот нема да чини толку ефтино за да се оправда економски. Некои товари дирижаблот може да ги превезува, особено ако станува збор за тешко достапни области. И таму, да речеме така, практично нема инфраструктура. Тогаш, да, може да превезува уникатни некои операции. Големи неделиви товари, тие всушност постојат во светот. Дури, да речеме, современата ветерна енергија толку се развива. Знаете дека сега веќе големините на овие лопати, кои се ставаат на најмоќните ветерни генератори, надминуваат 100 метри должина. И од фабриката да се превезе таа лопата, да речеме така, во местото каде што ќе се собере автопоездот, да, се превезуваат, има проблеми, а во планински области, по овие планински области, ве молам, превези. Тоа е многу полесно кога го ставате во море. Сега не знам зошто, морето се развива. На брод превезуваш што сакате. Што не ми се допаѓа во морскиот транспорт? Го загадува водата. Транспорт загадува водата. Еве таков, ако е крупен, зборуваме.
Јасно е дека некоја електролодка, во смисла на електромотор, може да се стави на чамец, на катер, но не на некој товарен. Ајде да зборуваме со што ја загадува водата. Со дизел гасови или испушта нешто од бродот. Со едно друго. Па, испуштањето се производи од животна активност и треба некако да се третира. Ако им се постави барање да се забрани испуштањето, дека стоа на аеродромот некако се испушта и тоа да се следи, тогаш, се надевам, нема да се испушта. А за дизел моторите, едни барања важат за дизел моторите во градовите, а други за оние на морските бродови. Затоа што таму, што, нема град, но издувните гасови ќе бидат. Ако законски, на пример, се забрани користењето на валкани дизел мотори и законски се зголемат барањата за дизел гориво, кое се користи на бродовите, да, тоа ќе ја зголеми цената на морските превози, но ќе биде поеколошки. Но имам чувство дека дирижаблите можат да бидат побарани во таква насока, да ги заменат овие. Да, но тука малку од друга страна треба да се пристапи. Погледнете, сега светот е толку поврзан еден со друг, толку голем обем на сообраќај помеѓу континентите, помеѓу земјите, што се појавува проблем во портовите. Пристигна некој брод, поминал преку Атлантикот за 4, 5, 6 дена, а потоа 2 недели чека за да влезе во порт. И за некои товари тоа не е важно, можат да почекаат, а за некои е важно, не можат да чекаат. Или се брзо расипливи, тоа се некои банани, домати. Зошто чека 2 недели? Портот е пренатрупан. Чекање. Чекањето во портот сега е уско место на морскиот транспорт. Затоа се прават колосални вложувања во инфраструктурата на портовите, се градат нови порти, бидејќи навистина проливите и портовите. Тоа е уско место, бидејќи има многу голем обем на превози и сите се соочуваат таму. Сега пробајте Суетскиот канал да го затворите поради некои борбени дејствија, ќе биде целосен колапс на светската трговија. Ако се комплицирано со паркингот за бродовите, дали нема да биде комплицирано со паркингот за дирижабли? А за дирижаблот не е поврзан со брегот. Бродот не може да дојде каде било, мора да дојде во порт. И во портот мора да има соодветна инфраструктура. А дирижаблот може да се спушти на таа точка каде што може да се истовари. Тие точки можат да бидат каде било. Нему најважно е празно место кое никој не го зазема. Прво непосредствено на некој завод кој стана нарачател на овој товар, јасно. Но ако тоа е друга држава, мора да има некоја царина, мора да има некои проверки. Во што е проблемата? Сега тоа се решава, мислам. Тоа е спрашање на волја, може да се реши, царинскиот пункт може да се отвори каде било, ако има доволно сообраќај и превоз, и мислам дека во тоа нема никакви проблеми. Сега, прво, како некакос бариерите полека се отстрануваат во светот, се глобализира и тоа не се технички моменти. Разбирате, тоа се организацијски моменти. Организацијските моменти во нешто се потешки, во нешто полесни, но и нив може да се решат. Нема ништо тешко во тоа. Техничките моменти се потешки за решавање, бидејќи ако се превезуваат товари. Велам, тоа мора да биде беспилотна авиација. Беспилотната авиација треба уште да се докаже дека е безбедна. Иако сега има и беспилотни камиони, и беспилотни такси, и беспилотни роботи доставувачи. Сепак, дирижаблот кој превезува 60 тони товар е дирижабл со корпус од 200 метри должина. И ви 150, точно бројки не можам да кажам. Но тоа е многу голем апарат, тоа е тежок апарат. И треба да се докаже дека ќе полета, дека неговиот интелект не ќе полудее, дека ќе полета од точка А до А. Хакерите што не ќе хакнат. Па треба да се направи така што да нема можност хакерите да продрат во оваа средина. Исто така е интересно. Тоа е огромно количество луѓе кои се собираат заедно, за да му дадат живот на овој проект, покрај тоа што се инженери кои 40 години се занимаваат со тоа. Тоа се и луѓе кои треба да умеат да управуваат. Луѓе кои треба да умеат од земја да управуваат дистанционно. Каде се обучуваат за сето тоа? Во нашите универзитети. И, да речеме, треба да.
Треба да биде изградена, како што јас ја нарекувам, дрвена или тридимензионална структура, да речеме, ако си го представиме дрвото, има корени, има стебло, има гранки. Значи, што е корен? Коренот е компанијата која развива и произведува дирижабли, таа е во основата нас. Такви компании во светот има малку, да речеме, во авиацискиот свет. Сите знаеме за Airbus, Boeing, Arcad во Русија, Superjet Sukhoi, ги има малку. Значи, корисниците на услугите на овие компании се авиациските компании. Тоа се компании кои организираат експлоатација на овие судови. И тие исто така треба да имаат обучен персонал, треба да имаат потребни сертификати, летни годности. Сите специјалисти треба да бидат сертифицирани. И тие организираат безбедна експлоатација. А има и корисници, комерцијални организации, кои нарачуваат некои услуги од авиациските компании. Тоа се транспортни компании, логистички компании, кои купуваат, не знам, летови, тонови, километри. И целата таа финансиска струја треба да оди од корените до листовите и обратно. Од листовите до корените, тука-таму. Кога таквата структура ќе биде изградена, цела индустрија, тогаш тоа ќе функционира ефикасно и ќе биде комерцијално оправдано. Просто е потребна некоја критична доза вложување, за да се изгради целата оваа структура. Затоа велам дека треба да се започне со највисоко маржиналните задачи, каде што е полесно да се направи, каде што е поевтино да се направи, а потоа, кога тоа ќе се развие, да се премине на сите други степени. Каде не е така? Говориме за туристичка држава. А дали е тоа ваше мислење или пак мислење на целиот мозговен центар, држава на новата генерација? Тоа е моje мислење, сите останати ме поддржат. Подготвен сум да расправам со оние кои не се согласуваат. Дали има жешки расправи? Секако, по било кој повод. Од тоа каде да се применува, до тоа кој број на лежај да се стави. Разбирате, расправите се водат по било кој повод, бидејќи луѓето имаат многу мислења. И јас сметам дека расправите се корисни, ако не прераснат во расправи заради расправи. Бидејќи во расправите, секако, се раѓа вистината, ако луѓето ја бараат. Ако сакаат заедно да дојдат до некое правилно решение, најоптимално. Вие веќе имате таков багаж на знаења, багаж на грешки, багаж на успеси. Мислев дека веќе немате за што да се расправате и да се разделите. Техниката не стои на место. Разбирате, дури дирижаблото у 30, во кој јас активно учествував, сепак е проект од 2004 година, поминаа 20 години. Сможе да се направи поинаку, сможе да се направи подобро. Затоа се појавуваат нови можности, нови материјали, нови идеи. И, секако, тоа што сега компанијата нова повторно сака да изгради дирижабл, не само што се надевам, туку цврсто верувам дека ќе направиме доволно. Чекор од дирижаблот у 30. За името уште не се расправате. Не, дајте. Зошто да се расправаме за името? Па, секако, стара вистина, како ќе го именувате бродот, така ќе плови. Затоа, веројатно, треба да има некое такво бодро име кој ќе не стимулира. Што можете да предложите? Не ќе предложам. Објавив конкурс и според мојот вкус имам право, ми беше дадено да го изберам победникот. Тоа, секако, не е упатство за дејствување, не значи дека првиот дирижабл треба да се именува токму така, но ми се допадна името. Затоа ветениот подарок ќе оди CRJ-XC. Многу ми се допаѓа Пионер, затоа што луѓето кои се малку повеќе следат мене отколку дирижаблите на новата генерација, знаат дека се занимавам со музика. Пионер, тоа е кај нас фирма за акустичка продукција, а уште Пионер, па тоа е прв, логично. Да, воопшто, ако се подсетим на советските години кој беше слоганот, Пионер пример за сите деца. Затоа нека овој дирижабл биде пример за сите останати воздухопловци и нека продолжи новиот пат кон развојот на воздухопловно-техничкиот. Серџе, ние ќе напишеме под вашиот коментар нашата епошта, а вие на нашата епошта ве молиме, испратете ги сите ваши контакти, каде да ви испратиме, каков размер да ви испратиме подарок. Воопшто, во контакт сме со вас, а ние продолжуваме. Поврзување
прашањето со Дмитрий Дујнов сите многу ги интересира и има многу коментари. Може ли да има дирижабл на моторот Славјанка? И воопшто да разговараме за тоа какви мотори може да бидат во дирижаблите. Па, дајте да почнеме со тоа што сите дирижабли, кои некогаш биле изградени, сите имале во својата основа поршневи мотори. Тие исто така се развивале и имале своја долга историја авиациски поршневи мотори. За газотурбински мотори не знам за ниту еден проект на дирижабл и таков дирижабл не е изградена, затоа сите дирижабли имале поршневи мотори. Од сосема стари до сосема современи, кои сега се создаваат. И тој дирижабл, кој сега ќе го создадеме, исто така во својата основа ќе има авиациски поршнев мотор. Но, тоа не значи дека секогаш дирижаблите ќе летаат само на поршневи мотори. Зошто? Затоа што сега постои таков тренд на декарбонизација на транспортот. И сега сите бараат патишта, појавуваат се стартапи, на кој начин може да се намали јаглеродниот отпечаток од транспортот воопшто. Сите знаат за електричните автомобили, помалку знаат за водородните автомобили, затоа што тие се помалку распространети. Иако исто така многу фирми ги произведуваат и тие исто така се движат, дури и во Русија имаме фирми, па во смисла тие се увезени кај нас, немаме своји разработчици. И затоа сметам дека ако веќе преминуваме на летечка техника, дирижаблот е всушност, например, првиот кандидат за примена на водороден мотор. Тоа значи дека нема никакви ограничувања по обем, многу поволни услови за сместување водород на бродот на апаратот, но тоа сепак е всушност, работа на иднината. Дајте да се движиме кон тоа чекор по чекор, односно првите дирижабли, кои сега ќе ги создадеме, сепак ќе бидат на мотори со внатрешно согорување, на поршневи мотори. Но јас цврсто верувам дека првиот комерцијално успешен летечки апарат на водороден мотор, кој некогаш ќе полета, ќе биде дирижабл. И многу би сакал тоа да биде мојот дирижабл. Затоа размислуваме и за тоа. Размислуваме дека тоа е можно. Сепак, водород, повторно враќање на водородот на бродот на летечкиот апарат по сите овие страшни катастрофи, да речеме, ќе треба да се сруши некоја инерција на размислувањето, односно, секако, при современите материјали, при современите сензори, при современите контроли на протекување, тоа ќе биде многу, многу побезбедно. Но таа безбедност прво ќе треба да се обезбеди, а второ да се докаже дека е безбедно. Затоа што секој летечки апарат не може само така да се подигне во воздух додека не помине доволно сложена и трудоемка процедура на сертификација. Сепак, како што се вели, историјата на авиацијата е напишана со крв, затоа сите овие правила, кои се прифатени, не смеат да се нарушуваат. Тоа значи дека тие не се само така. Сето тоа е за безбедноста на патниците. Тоа значи, повторно, јас исто така во шега велам дека постојат стари религии. Никого не сакам да навредам. Има стари религии, а има и нови технички религии. Така, во авиацијата основната религија, тоа е безбедноста, мора да биде безбедно, а второто, следно по важност, е заштедата на тежина, односно треба да се економисува со тежината, затоа што колку е полесно, толку е економски поефикасно. Затоа безбедноста на прво место, а водородот на бродот, тоа секако ќе биде. Тоа ќе предизвика прашање. Но треба да размислиме како да се направи така што тоа навистина ќе помине сите процедури на сертификација. И тука сепак мислам дека водородниот дирижабл, тоа ќе биде сепак, веројатно не патнички, туку водородниот дирижабл ќе биде товарен, таму ќе биде полесно да се докаже и, да речеме, ризиците повторно се помали, затоа што загубата на еден дирижабл, загубата на товар, тоа не може да се спореди со човечкиот живот. И, конечно, ќе направиме за да нема никакви несреќи, никакви загуби, но да речеме, транспортниот дирижабл со нулеви емисии на јаглерод, тоа е, например, нашата иднина. Моторите на Дујнов да се применат.
Моторите на Дујнов можат да се применат на најдиректен начин, затоа што, например, да речеме, водородот ќе се преобразува во електрична енергија во така наречените уреди кои се нарекуваат електрохемиски генератори. Тоа се специјални уреди во кои се согорува водород без висока температура, а на излезот пак се добива електрична енергија. Но електричната енергија директно не ќе го помести дирижаблот напред. Затоа се потребни електрични мотори кои ќе ги врте винтовите. Затоа повторно се потребни мотори со голема моќност, затоа што ако се градат транспортни дирижабли, тоа сепак се стотици киловати потребни мотори. Само Дујенов раскажуваше дека создавал мотори со моќност. Тоа ми го раскажуваше во личен разговор, дека најмоќниот мотор што го проектираше е 30 мегавати. Тоа значи дека тоа е воопшто колосален мотор. И во второ, тие треба да имаат многу висока тежинска испорака, за да може да се применуваат на бродот на воздушното судно. Сепак, асинхронскиот мотор, да речеме, обичен асинхронски мотор, не може да се стави на бродот на воздушното судно, затоа што е многу тежок. Современите мотори на постојани магнети, така наречени болт, и тие веќе се приближуваат до тој ниво, кога можат да се применат на бродот на воздушното судно. Тоа се доволно лесни мотори. Но таму има големи ограничувања со одводот на топлина и со единечната моќност на овој мотор. Тоа значи дека сепак најмоќните мотори, кои ги знам во моментов, електричните авиациски мотори, се, според мене, 700 киловати. Повеќе засега не сум чул дека се создаваат. Ако господин Дујнов може да создава мотори од мегават, полумегават и 2 мегавата, кои ќе бидат доволно ефикасни во однос на тежината, тогаш тоа едноставно ќе биде, еве, само земи и создавај водороден дирижабл. Тоа е она што е потребно. Па, колку што можеше, ние, веројатно, денеска направивме лик без барем таков технички основи. Основите на дирижаблите ги познаваме благодарение на главниот конструктор на дирижаблите, Вадим Василевич Зубкевич. Огромно благодарам што денеска излеговте со мене на диалог. Колку многу денеска научив благодарение на вас. Знаете, за дирижаблите може да се раскажува бесконечно. Затоа уште многу работи може да се раскажат. Може да се раскаже за новите проекти, за тоа на што работиме. Не сакаме да забегуваме напред. И кога ќе бидеме подготвени да представиме нешто за широка публика, ние сигурно ќе раскажеме за тоа. Затоа се надевам дека ова не е нашата последна средба со вас. И ние се надеваме на тоа. Благодарам со вас беа дирижаблите на новата генерација. Следете не на сите платформи.